Вечно ќе ја сакам, убавка ја твоја, скопи кажи ми. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски денеска соопшти дека е обезбедено финансирање за изградба на нова детска градинка во населбата Визбегово, откако беше потпишан соодветен договор. Како што информираше Костовски преку објава на социјалните мрежи, новиот објект ќе биде изграден на локацијата на старото општинско подрачно училиште Свети Климент Охридски. Планирано е градинката да се простира на површина од околу 560 квадратни метри и да има капацитет за згрижување на околу 70 деца. Според најавите, објектот ќе биде изграден по современи стандарди и ќе ги задоволува сите потреби на децата, овозможувајќи квалитетни услови за престој, развој и едукација на најмладите жители на општината. Градоначалникот потенцираше дека ова е дел од пошироките активности на општината за подобрување на детската инфраструктура. Во таа насока тој информираше дека изградбата на градинките во Бутел 1 и Бутел 2 е во завршна фаза. Се очекува тие да бидат ставени во функција во наредните месеци. Со реализацијата на овие проекти, локалните власти имаат за цел да го зголемат капацитетот за згрижување деца и да обезбедат поквалитетни услови за нивен раст и развој, истакнувајќи дека вложувањето во најмладите представува инвестиција во иднината на општината. Градоначалникот на Скопје Урце Георгиевски информираше дека по повод празникот Рамазан Бајрам биле поделени повеќе од 50 пакети со прехранбени производи за сограѓаните од исламска вероисповед. Акцијата била реализирана во соработка со заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски. Како што соопшти градоначалникот преку социјалните мрежи, оваа иницијатива има за цел да ја поттикне хуманоста и солидарноста меѓу граѓаните, особено во време на големи верски празници. Тој истакна дека Рамазан Бајрам представува символ на радост, духовна исполнетост и заедништво, нагласувајќи ја важноста на помагањето и поддршката меѓу луѓето. Георгиевски посочи дека токму во вакви моменти доаѓа до израз човечката добрина, додавајќи дека дарувањето е вредност која ги обединува луѓето, без разлика на верата и припадноста. Според него, хуманоста останува силно присутна во општеството, дури и во предизвикувачки времења. Во својата порака тој упати честитки до сите верници од исламска вероисповед, посакувајќи им празникот да го поминат во мир, здравје и радост, обкружени со најблиските. При тоа ја истакна важноста на соживотот и меѓуземното почитување како темел за посилна и пообединета заедница во Скопје. Општина Кисела Вода во соработка со Сдруженијето Холизам ќе реализира бесплатни обуки за ментално здравје и психолошка отпорност во просториите на Домот на културата во село Драчево. Иницијативата е насочена кон жени кои се наоѓаат во социјален ризик, мајки на деца со попреченост, како и лица кои се соочуваат со тешки животни ситуации и имаат потреба од стручна поддршка. Програмата опфаќа групни работилници водени од психолог и педагог со фокус на јакнење на самодовербата, емоционалната стабилност и развивање механизми за справување со стресот. Дополнително во текот на месецот ќе бидат овозможени и бесплатни индивидуални сесии за две жени кои имаат најголема потреба од ваков вид поддршка. Од општината информираат дека сите заинтересирани можат да закажат термин телефонски во работните денови од 9 до 15 часот. Целта на проектот е да се овозможи достапна психолошка помош за оние кои не можат да си дозволат вакви услуги, како и да се придонесе кон подобрување на менталното здравје во заедницата. Градоначалничката Саминковска Трајковска истакна дека ниту една жена не треба да се чувствува сама во својата борба, нагласувајќи дека проектот представува конкретна поддршка за ранливите категории, чекор кон градење позитивна и посилна заедница. Во тек е реконструкција на улицата Џумајска во скопската населба Козле, каде се изведуваат градежни работи на делница долга 517 метри, што се протега од улицата Леринска до улицата Братфорд. Од општина Карпош информираат дека проектот упфаќа целосна обнова на коловозот, поставување нов асфалт, замена на рабниците, реконструкција на долниот строј. Со овие зафати се очекува значително подобрување на безбедноста во сообраќајот и олеснување на секојдневното движење на жителите во овој дел од општината. Инвестицијата за реконструкцијата изнесува околу 15 милиони динари, средства обезбедени од Министерството за транспорт, додека реализацијата на проектот е во надлежност на општина Карпош.
Од општината нагласува дека унапредувањето на локалната инфраструктура останува еден од нивните клучни приоритети, особено кога станува збор за улици кои имаат големо секојдневно значење за граѓаните. Овој проект е дел од пошироката стратегија за постепена обнова на уличната мрежа и создавање поуреден и пофункционален урбан простор. Јавното сообраќајно претпријатие Скопје информира дека за време на продолжениот викенд по повод верскиот празник Рамазан Бајрам, јавниот градски превоз ќе функционира по неделен возен ред. Од претпријатието соопштија дека ќе има и прилагодување на работното време на билетарниците и центрите за персонализација. Во текот на празничните денови дежурна ќе биде билетарницата на транспортниот центар в петок и недела, додека во сабота тие ќе работат со редовно работно време. Жичницата пак ќе продолжи да работи без промени, односно секој ден од продолжениот викенд ќе биде достапна за граѓаните во периодот од 10 до 17 часот. Од ЈСП Скопје упатија честитки до сите граѓани кои го одбележуваат Рамазан Бајрам, посакувајќи празникот да помине во мир, здравје и благосостојба. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни